Жителите на Кривогаштани и околните населени места денеска втор ден поред протестираат поради тоа што единствениот регионален пат кој што ги поврзува општините Крушево, Кривогаштани и Прилеп се сака да се затвори на подолг временски период поради реконструкција на два моста кај селото Врбјани. Жителите се препраќаат да користат тесни селски патишта кои што не ги задоволуваат критериумите за безбеден сообраќај. Инаку, истиот овој пат во должина од околу само 900 метри. Околу мостовите се реконструира повеќе од една година и сообраќајот се одвива во невиден хаос, дури имаше и една жртва. Сега тие нудат некоја солуција да се движиме по некои други патишта кај каде носило кај Обршани, ама таа солуција, значи, воопшто не одговара за таа фреквенција на возила. Ќе настани сообраќаен хаос. Не дај Боже да треба амбулантна кола да дојди. Не се знае човекот дали ќе преживее дури да стаса до Прилеп. Овој пат, значи, не сме да се затвори. До Прилеп одевме за 15 минути, а сега треба за 2 сати да вртиме. Значи, луѓето има потреба на болница да поидат, на работа да поидат, во градинки деца се носат. Сега тука вика, јас не сум надлежен, тој не е надлежен. Значи, проблемот во државава наша е што никој не сака да превземе одговорност. Значи, одговорност ако се превземе, се ќе биде во ред. Или тендеров кога бил овдека, кога се доделувал. Никој не спомнал дека овие луѓе овде треба негде да поминува? Жителите ги поддржаа и од општина Кривогаштани, од каде што истакнаа дека се обратиле и до јавното претпријатие за државни патишта, од каде што побарале итно алтернативно решение. Вртењето преку населени места Обршани, Боротино, Кадино села, тој регионален пат е 3,60 метра. Тој е само за трактори и коли, а не да се разменуваат два камиони, две поголеми возила. Тука имаме покрај тоа што финансиски трошок на овие граѓани и не безбедност. Од ЈПДП истакнаа дека градежните работи за санација на оваа делница, која што е со должина од 920 метри, се при крај и ќе бидат завршени најдоцна до 25 мај. Ги замолуваат граѓаните за трпение заради квалитетно извршување на градежните работи. За Сител, Дарко Штарговски.